Пред нас е профилот на Бимилк и морам да признам, првата бројка што ја видов е, стварно е неверојатна. Преработуваат 150.000 литри млеко. Секој ден. Тоа е огромна количина. Како цел еден мал базен. Секој божи ден. Значи, денес ќе истражиме како една домашна млекарница, основана уште во 52-ра, стигна до овие размери. И стана, дел од скоро секое семејство кај нас. А интересно е што тоа млеко доаѓа од над 1500 македонски фармери. Значи, приказната не почнува во самата фабрика. Туку на малите фарми. Точно, на фармите низ цела Македонија. Тоа е основата. Иако компанијата постои од 1952, клучниот момент, она голема пресвртница, се случува многу подоцна. Да, 2007. Стануваат дел од регионалниот гигант Имлек. Сега, тоа на хартија звучи одлично, ама често кога голема компанија ќе преземе помала, знае да се изгуби локалниот идентитет. Како го избегнале тоа? Ризикот секогаш постои, нели? Но тука се случило нешто друго. За Бимилк ова значело, како да кажам, инстантен пристап до знаење и технологија. До рецептури, до преговарачка моќ со големите синџери што сами никогаш не би ја постигнале. Значи, тоа е како локален шампион наеднаш да влезе во тим што игра во Лига на шампиони. Апсолутно. Токму таа е аналогијата. Добиваат пристап до најдоброто на пазарот, веднаш. Добро, тоа е позадината. А како тој влез во Лига на шампиони се гледа на полиците? Изворот вели над 80 различни производи. Огромен број. Тоа е стварно многу. Секако сите го знаеме иконското Битолско, со битолското девојче. И тука е клучот. Тоа е стратегијата. Не е само додавање производи, туку освојување на секој дел од денот на потрошувачот. Како тоа? Со Битолско го имаат појадокот, традиционалната трпеза, но потоа, со Баланс Плас, го таргетираат, да речеме, здравиот оброк по пладње. Разбирам. Со линијата протеин влегуваат директно во теретана, кај луѓе со активен животен стил. И чекај, со готовите кафиња, како флерт, го освојуваат и оној импулс до касата. Точно. Значи, не чекаат купувачот да дојде до нив, туку тие се веќе таму, во секоја можна прилика. Тоа е, агресивна сегментација на пазарот. Токму така. Истовремено го носат и најсилниот регионален бренд, Моја кравица. Со тоа покажува дека се дел од едно пошироко помоќно семејство. Значи, ја користат и силата на локалната традиција и моќта на регионалниот квалитет. Баш така. Добро. Јасно е дека имаат производ за секого. Ама, со толку големо производство, како се одржува квалитетот? Низ сите тие 80 производи. Тоа звучи како огромен предизвик. Сите ги спомнуваат тие стандарди, ХАЦЦП, ИСО. Ама, што тоа практично значи за некој што купува јогурт? Наједноставно кажано, ХЦЦП е систем што спречува проблеми пред воопшто да се случат. Проактивен систем значи? Да. Значи, не чека да најдат грешка во финалниот производ, туку имаат контроли на секој чекор. Од тоа што јаде кравата. Сериосно? Да. Се до температурата на камионот што го носи млекото во продавница. Тоа е гаранција за безбедност. И тој пристап не застанува тука. Што друго има? Изворот нагласува дека компанијата инвестирала во сопствена пречистителна станица. Леле. А тоа е огромна инвестиција. Не носи директен профит, ама покажува еден поширок начин на размислување. За влијанието врз заедницата, врз околината? Точно. Тоа е дел од таа поинаква корпоративна култура што ја добиваат со влезот во големата лига. Кога ќе споиме се, што добиваме? Бимилк е приказна за една паметна еволуција. Од прва млекарница во земјата до апсолутен лидер кој успеал да го направи можеби најтешкото, да ја сочува душата на локалната традиција. Истовремено, прифаќајќи ја силата на регионалните иновации преку тоа партнерство со Имлек. Да. И тоа не остава со една финална мисла, нели? Покренува едно важно прашање. Како една компанија успева да го одржи и негува својот национален идентитет, символизиран преку тоа битолско девојче,
а истовремено толку успешно да ги интегрира и промовира моќните регионални брендови на матичната компанија. Тоа е деликатен баланс. Многу деликатен. Баланс меѓу чување на традицијата и прифаќање на иновациите. И тоа не само на полиците, туку и во свеста на потрошувачите.